Здраво на сите, добре дојдовте во првото видео, првиот девошнал, каде што продолжуваме од ново, со нови сили, со нова духовна свежина, да одиме заедно по Евангелието на апостол Јован, едно од записите, едно од биографиите на Исус Христос. Зошто? Бидејќи сакам да се задржиме на основите, заедно да го читаме Божјото Слово, да се молиме заедно и да споделуваме радосната вест, да го споделуваме Евангелието заедно. И тоа ќе се случува на овие видеа, на наредните видеа кои што ќе бидат од овој тип, ќе го има само тоа, читање на Евангелието, молитва и споделување на Евангелието. Така да кликнете на копчето сподели, кликнете на копчето share, зависи на кој јазик ви се социјалните мрежи, споделете го линкот од YouTube, ставете го на стори на Instagram, споделете го доколку го гледате на TikTok и така натаму и така натаму. Не знаете на кого може се да му се промени животот, можеби и само можеби да му се промени животот. Доколку го споделите ова видео, кој од вашите пријатели ќе го видат ова видео, ќе го слушнат Евангелието, ќе го слушнат Божиот збор. Нема да должам повеќе, сакам само да започнеме и едва чекав да почнеме да ги снимаме овие видеа, едва чекам заедно да проаѓаме низ едно од записите, едно од биографиите на Исус Христос. Господи, ти благодарам за тоа што си милостив, Господи, ти благодарам за тоа што си љубов, за тоа што нас сакаш и ти благодарам за секој еден кој што се приклучува на нова видео, Господи, те молам ти благослови ги, ти чувај ги, ти води ги, Господи, ти омекни го нивното срце за Твоето Евангелие, за Твојот Божи збор, Господи, кој што сече како меч со две острици, Господи. Те молам ти води ги, те молам ти чувај ги во ова немирно време, Господи, пресретни ги таму каде што си им најпотребен, на нивните најдлабоки потреби, Господи, дај им утеха на тие на кои што има потребна утеха и те молам, Господи, зборови преку мене на ова видео. Сето ова го молам во името на Исус Христос. Амин. Како што кажав, продолжуваме да го читаме Евангелието на апостол Јован, почнуваме од почеток и со Божја сила, по Божја волја сакам да го поминеме целото Евангелие заедно. И многу ми е мило што го почнуваме ова заедно од почеток и се надевам дека ќе излеземе и верувам дека со самото читање на Божјиот збор дека ќе излеземе позрели на крајот ова патување, ако можам така да го кажам. Затоа да се фрлиме Јован прва глава од првиот до 18 стих ќе читам сега. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана од она што постана. Во Него беше животот и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнината и темнината не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлината, туку дојде да сведочи за светлината. Беше вистинска светлина која го осветлува секој човек што доаѓа во светов. Во светов беше и светов преку него постана, но светот не го позна. Дојде кај своите, но своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде мог да станат чеда Божји, кои не се родија од крв, ниту по желба на телото, ниту од похот машка, туку од Бога. И Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Јован сведочеше за него и велеше зборувајќи: ова е тој за кого реков, оној кој иде по мене, тој е пред мене, бидејќи постоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примевме благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсей, а благодата и вистината станаа преку Исуса Христа. Бога никој никогаш не го видел, единородниот син кој е во пазувите на Отецот, тој го објави. Со овие стихови, со овие зборови започнува Евангелието на апостол Јован, односно една од биографиите на Исус Христос. Има една тема која што и не случајно го одбрав ги одбрав овие зборови, овие записи да ги читаме јавно, а тоа е се привлекува една тема низ сите 20 и плюс глави, мислам дека 21 глава беше Евангелиево. Таа тема е дека Исус Христос е Бог. И овоа го гледаме уште од самиот почеток. Јован не пропушта шанса понатаму мислам дека во ниедна од главите не пропушта, во ниедно од видеата кои што ќе ги проаѓаме за ниедно од текстовите, не пропушта
да го нагласи тој момент дека Исус Христос е Бог, дека Исус Христос е од почетокот на светот. Уште во првите стихови Исус Христос кажува дека е Словото, дека Божјиот збор, дека се што е изустано и дека се што е создадено преку Исус Христос. Но преку стиховиве сваќаме дека да, Исус Христос е Бог, но јасите не сме богови. Јасите сме луѓе. Јасите сме грешни луѓе. Од оваа страна на екранот има грешник и од таа страна на екранот има грешник. Но тоа што сфатив јас дека постојат два типа на луѓе во овој свет. Луѓе кои што се грешници и луѓе кои што се грешници. Се вика се како два типа на луѓе кога каже една категорија на луѓе, грешници и грешници. Има грешници кои што го признаваат својот грев, се кајат за својот грев, работат да не го повторуваат повторно тој исти грев и го имаат предадено својот живот на тој кој што ги има создадено, на Креаторот. И го имаат прифатено опростувањето од самиот тој Креатор, од нивниот Создател. Има втора категорија на луѓе кои што живеат во својата гордост, кои што или во својата игнорантност, или во гордоста дека немаат сгрешено, или дека не се толку лоши, или дека не сгрешиле доволно многу за да треба до толку многу да се каат, но Библијата вели дека дури да сме направиле еден греф од нашето раѓање до нашето заминување од овој свет, дека ние сме паднати под Божјата слава. Сите сгреши, сите се паднати под Божјата слава, нема еден совршен. И дека со самото правење на еден греф од почетокот до крајот на нашиот живот, нас ни е потребно покаяние, нас ни е потребно спасение. И од тие две категории на луѓе гледаме како го гледаме ние Исус Христос. Првата категорија на луѓето вели во 10 стих: во светот беше и светот преку него постана, но светот не го позна. Дореќе своите, но своите не го примија. Во која категорија на луѓе спаѓаш ти? Дали спаѓаш во категоријата на луѓето кои што се свесни за својот грев, свесни се за својата грешна природа и свесни се дека има потребен некој кој што ќе ги извади од таа дупка, или живее се уште во својата игнорантност и во својата горделивост? Не ќам да судам, од оваа страна на екранот не сум ништо подобар. Не сум ништо подобар. И јас имам гревови во мене и ти имаш гревови во тебе, но потребен ни е Спасител, потребен ни е некој кој што ќе ги земе тие гревови од нашите плеки. И тоа го имаме овдека. Пишува во 5 стих: светлината свети во темнината и темнината не ја опфати. Исус Христос е светлината на светот. Понатаму во 8 глава во Јован читаме како он самиот вели, еден од најголемите, најпознатите искази за сам себе на Исус Христос е, вели: јас сум светлината на светот. И единствено Исус Христос може да го осветли нашиот живот. Ние сите живееме во темнина, со самото тоа што сме родени на овој свет, ние се раѓаме во темнина. Давид во псалмите вели: ние сме зачнати во грев. Од Адам и Ева, од падот на Адам и Ева, гревот е влезен во овој свет и спасението го имаме ние преку еден човек кој што е и Бог, тоа е Исус Христос. Дојде на оваа земја, се отелотвори. Живиот Бог се отелотвори, дојде меѓу нас. И со тоа се разликува и христијанството од сите други религии. Во сите други религии човекот треба да го бара Бог, го бара Креаторот и прави све за да стигне до него, но христијанството е единствената религија каде што самиот Бог дојде да го пронајде човекот. Се симна меѓу луѓето, им се покажа меѓу луѓето. И единствената религија каде што тој што е религиски водач умира, но не останува во гробот. Гробот останува празен после него, воскреснува и ја победува смртта. И со верата во тоа воскресение ние имаме вечен живот. Вели во 12 стиха: на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божји. Со самото тоа што ќе поверувате во името на Исус Христос, во неговото дело, во тоа што тој го има направено за тебе, за нас, за овој свет,
Понатаму ќе видиме дека тоа е Божјата љубов, дека толку го возлюби светот што го даде својот, Бог го даде својот единороден син, да секој што поверува во него да не загине, но да има вечен живот. Го имаме тоа преку верата во Исус Христос. Да не живееме во темнина, да не живееме во слепило. Пишува во светот беше и светот преку него постана, но светот не го позна. Дали го познаваш делото на Исус Христос? Дали ја познаваш спасителната мисија на Исус Христос? Дали веруваш во воскресението на Исус Христос? Дали веруваш во неговото име? Дали веруваш во него? Единствена религија каде што не мора да правиме 150 чекори за да стигнеме до спасението, туку тие чекори ги направи самиот Бог за нас, бидејќи беше свесен дека ние не можеме да го постигнеме тоа, и со самата вера во него, со самото тоа што ќе го препуштиме нашиот живот на него, ние имаме вечен живот, и тоа е огромна радосна вест. И затоа сум толку со пасија да ја споделам таа радосна вест до секој еден да ја чуе во вистинското светло, таква каква што е. Дека нема потреба од апсолутно ништо друго освен од Исус Христос. Ќе си кажеш, добро, како можам да го направам тоа? Како можам да стигнам до таму? Треба ли нешто, како да започнам? Самото тоа што ќе повикаш од твоето срце, длабоко од твоето срце, вистински од твоето срце ќе повикаш кон живиот Бог. Уште сега, уште во овој момент, уште денеска, ќе повикаш од твоето срце кон него: спаси ме, дојде во мојот живот, води ме, прости ми за моите гревови, сакам за се што имам направено, помогни ми да се свртам и повеќе да не ги правам истите грешки. Обнови ме, и ќе те обнови и ќе те спаси. Ќе те спаси. Бог е милостив, Бог е полн со љубов. И доколку го направиш тоа уште денеска, цело небо полно со ангели ќе се радуваат за тоа што ќе има нов член во Божјата фамилија. Исус Христос те чека со отворени раце. Не чекај, не знаеме кога ќе е последниот ден на нашиот живот. Предај го твојот живот на Исус. Бидете благословени.